Почитувани медиуми, почитувани граѓани, добре дојдовте на пресконференцијата на ВМРО ДПМН. Денеска ќе има две пресконференции последователни, една од мене и една од мојот колега Димчо Ашовски. Првата пресконференција која што ќе ја водам јас е повторно посветена на обидот за манипулација до оваа влада да го прикаже капитулантскиот договор со Република Грција како успех. Почитувани граѓани, обидот да се стави знак на еднаквост меѓу евро и евроатлантските интеграции и бришењето на името Република Македонија е само обид да се признае неспособноста на оваа власт предводена од Зоран Еврозаев. Европската Унија и НАТО не бараат да се избрише името Република Македонија од Уставот. Не бараат промена на Уставот со додадена фуснота за македонскиот јазик или да се дообјаснува националноста. Европската Унија и НАТО не побараа откажување од македонската историја, традиција и култура. Зоран Еврозаев доброволно капитулираше, наводно, во име на Република Македонија, прифати промена на устав, идентитет и јазик. Тој е подготвен да направи срамен обид, повторно заедно со Димитров, да го продава тој капитулантски договор за успех на македонскиот народ. Европската Унија јасно порача дека не треба промена на името, туку реформи кои се вистински потребни на сите граѓани во Република Македонија. Единствено што се очекува од Република Македонија е исполнување на критериумите за почнување на преговори. Тоа не подразбира ослободување на Зоран Еврозаев. Тие услови не подразбираат наместени партиски тендери и корупција на секое ниво во власта. Тоа не подразбира најавени судски пресуди и амнестии. Тие не подразбираат полнење на администрацијата со неспособни партиски кадри. Од овој договор обврски има само Република Македонија. Од вкупно 600 обврски, 5,5 се за Македонија, половина обврска за Грција. Имено, Грција ќе го ратификува овој договор само откако кај нас ќе биде променет уставот. При тоа, Република Македонија, според овој договор, нема никаква гаранција дека по промената на уставот Грција е обврзана да го ратификува така наречениот договор. Што ќе преземе Заев доколку во ноември или декември владата на Ципрас падне или не обезбеди мнозинство за ратификација на овој договор, а ние сме го ратификувале договорот или сме го промениле уставот. Се имаше ли предвид дека со ваков зафат трајно се нарушува позицијата и националните интереси на Република Македонија? Заев свесно ја лажа јавноста. Лага е дека со ова се добива членство во Европската Унија, бидејќи Грција не се обврзува на тоа. Доколку нема реформи, можеме пак да останеме пред вратите на Унијата со сменето име, променет идентитет, јазик и устав. Имајќи предвид дека реформите не се најсилната страна на Зоран Еврозаев, ова е мощно очекувано. Не смее да се дозволи државата да биде ставена на коцка. Зоран Еврозаев и СДСМ мора да си заминат. Коцкањето со државата не смее да продолжи. Република Македонија мора да оди напред и Македонија ќе победи.